Студирањето во САД и натаму останува атрактивно за македонските студенти и покрај тоа што неодамна беше наложено државата да ја напуштат оние меѓународни студенти кои следат настава само онлайн, а потоа истото беше повлечено, со што меѓународните студенти не мораат да заминат од САД. Студирањето во САД одсекогаш било, содржало одреден престиж за студентите во Македонија и во регионот. И мислам дека тоа ќе остане така без оглед на моменталната ситуација со коронавирусот. Дури и без оглед на политичката ситуација во државата, бидејќи на некој начин квалитетот на образованието во САД може да се каже дека е, па јас би рекол, прилично имун на политичките околности. Кристијан Фидановски е магистер по источноевропски студии на Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон. По 2 години поминати на постдипломски студии во САД. Вели дека е многу важно тоа што наставата става акцент на практичната работа. Во мојот случај, на пример, јас имав еден предмет за пишување говори, политички говори, кој што го држеше човекот што му ги пишувал говорите на поранешниот министер за надворешни работи, Џон Кери. Ева Јованова исто така дипломирала на Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон. Таа сега се обидува да најде работа во САД, што вели дека не е лесен процес. Работодавците не се многу желни да вработат меѓународни студенти, поради тоа што треба да ги спонзорираат и тоа е многу скап процес и сето тоа се врши на како лотарија, така што дури и да сака работодавецот да го спонзорира студентот, не може да го спонзорира па некогаш заради тоа што има одреден број на места. Јованова вели дека конкуренцијата расте, додека пазарот на трудот не може да ги апсорбира сите барања за работа. Голем број на работни места кои што порано имале вработувала повеќе луѓе, сега решаваат заради пандемијата да скратат со расходите нивни. Јас имав неколку интервјуа пред се барам работа во меѓународни организации, како на пример Светската банка, Меѓународен монетарен фонд. Не би рекла дека е невозможно да се најде работа, но многу е потешко. И не само како меѓународен студент, туку и моите колеги американци исто така имаат отежнати околности за да се вработат. Сепак и двајцата се согласуваат дека студирањето во САД им отвора големи перспективи во иднина. Фидановски во октомври започнува со докторски студии на Оксфорд. Тој вели дека постдипломските студии во САД во голема мера придонеле да може да продолжи да се едуцира на најпрестижните универзитети во светот.